почитувана јавност, во текот на денешниот ден, по препорака донесена од страна на групата за проценка, се одржа состанок на управувачкиот комитет за кризни состојби, каде што председавам јас, каде се донесе одлука да и се препорача на владата да донесе одлука со која што ќе прогласи кризна состојба на територија на општина Гостивар, заради тоа што се констатирани од страна на групата за проценка врз основа на претходните одлуки кои што беа донесени а се поврзани со епидемија, неможност за одговор од страна на локалните власти на вака настанатата фактичка состојба, поради што како влада донесовме одлука да прогласиме кризна состојба и да ги вклучиме сите механизми кои што стојат располагање на државата, се со цел да може да одговориме соодветно на сите овие предизвици кои што ни се случуваат. Во текот на денешниот ден, веднаш штом беше донесена одлука од страна на владата, стапи во контакт со градоначалникот на град Скопје, од кој што побарав да експертските тимови на јавното предпријатие Водовод се упатат веднаш во рамки на општина Гостивар и заедно со двете, да речеме вака, оделенија кои што се надлежни во рамки на градот Скопје, едното за испитување на квалитет на вода, а другото за превземање на потребни активности за враќање во нормална состојба на водата, се упатат на терен во рамки на општина Гостивар. Согласно информациите кои што ги добив пред неколку минути, тие се овде, тие се на лице место и констатираат фактичка состојба од аспект на моменталниот квалитет на водата, кој што ќе се земат одредени мостри на повеќе точки и понатаму констатирање на фактичка состојба во делот на поставеноста на хидросистемот во рамки на општина Гостивар. Што е целта? Целта е да за најкратко можно време првен се детектира конкретната фактичка состојба која што е денес, а потоа се одговори соодветно во насока на враќање во состојба на водата која што на квалитетот на водата кој што е потребен првично да имаме соодветен квалитет на вода за техничка употреба на истата, а понатаму во втор степен да имаме соодветен квалитет на вода за пиење која што нажалост ја немаме во овој момент. Штом бидат извршени овие испитувања и анализи во текот на денешниот ден, во текот на утрешниот ден ќе ја информираме јавноста за тоа каков е квалитетот на водата кој што ќе биде констатиран од страна на експертите од градот Скопје кои што дојдоа овде, не само во делот на констатирање на квалитет на вода, туку и во делот на соодветен одговор. Првичната информација која што имам добиено од страна на делот експертите дека ќе треба да се настапи во насока на како што ми кажа хиперхлорирање на системот, кој што би требало да за краток временски период го доведе цевководот во нормална состојба за да може да водата првично се користи како техничка вода, а понатаму да може да се користи како вода за пиење. Но што и да сите оние чекори кои што ќе се превземат, навремено ќе биде информирана јавноста и за се она кое што ќе го констатирам исто така навремено ќе биде информирана јавноста од страна на експертите. Она кое што е битно е да се следат препораките на АХВ во овој момент, односно водата која што се користи од страна на домаќинствата и така натаму во овој момент да не биде употребувана нити за пиење, нити пак за било каква друга употреба во насока на бањење или пак да се користи како техничка вода. Такви се препораките и ценам дека граѓаните треба да ги почитуваат истите се со цел да можеме најбрзо што може да излеземе од овој хаос кој што го констатиравме денови. Ако мислам дека треба да не ме враќаме повторно за прашање прво колку би требало, што виделат експертите цел тој процес, кога би ја добиле го се врачени назад водата и второ дали бил приведен од страна на полицијата или повикан на разговор градоначалникот на Гостивар и дали имате некоја дополнителна истрага што се води во таа насока каде што би се утврдила евентуална негова одговорност. И дали имате соработка со општина Гостивар? Гледам тука сте представници од централната власт, дали имате со локалната власт соработка? Општина Гостивар, еве да почнам од последното, е собственост на граѓаните на општина Гостивар и ќе биде должна да соработува во целокупниот процес на нормализирање на состојбата. И факт е дека заклучно со денес целиот овој хаос е одговорност на општина Гостивар и на органите во рамки на општина Гостивар. Поради нивна неможност државата денес донесе одлука да се вклучи и да го расчисти овој хаос максимално брзо колку што може да го расчисти. Но органите во состав на општина Гостивар заедно со сите оние
кои што се дел од општина Гостивар се должни максимално да се вклучат во рамки на процесот на нормализирање на состојбите во општина Гостивар и на состанокот кој што е закажан во 5 часот во рамки на ОВР Гостивар ќе бидат повикани сите надлежни кои што се должни или пак можат да помогнат на било каков начин целокупниот овој процес максимално брзо да се врати во нормално. Тоа е прво. Второ, во однос на прашањата кои што ми ги поставивте се поврзани со истрагата, односно со наредбата за спроведување на истрага која што беше донесена од страна на јавниот обвинител. Во изминативе неколку дена Министерството за внатрешни работи, Бюрото за јавна безбедност и текако работеше во координација со надлежен јавен обвинител. И мислам дека во текот на вчерашниот ден јавното обвинителство ја информираше јавноста за сето она кое што е од интерес, а е поврзано со овој предмет. Во текот на денешниот ден 3 лица беа изведени пред судија на претходна постапка по наредба на јавен обвинител, за кои што согласно информациите кои што ги имам добиено е изречена најстрога мерка согласно одредбите од Законот за кривична постапка и за кои што секако дека ќе продолжи понатаму Министерството за внатрешни работи да обезбедува соодветни докази, а јавното обвинителство да води постапката во рамки на негова надлежност. Во однос на лицето кое што вие ми го поставивте прашањето, информиран сум дека е извршен разговор со него во насока на утврдување на фактичка состојба и во однос на предметното лице и во однос на сите останати, секој дека ќе постапуваме во соработка и координација со јавното обвинителство за секој еден чекор кој што би требало да следи понатаму како од аспект на соодветна одговорност согласно одредбите од кривичниот закон и така и од аспект на се оно кој што би требало да значи ставање во функција на водоснабдителниот систем во градот во нормална функција. Па само писмено кога би ја добиле вода? Водоводот се бидејќи кризна состојба. Кој ќе раководи со водоводот? Според процедурите АХВ треба да го информира општината Гостивар за мерките за да го чисти водоводот. Според кои надлежности вие кажувате дека сме го викале ти од град Скопје? Јас кажувам дека да можеше општината да се справи со ситуацијата, ќе се справеше. И денеска немаше да имаме пресконференција овде во овој состав кој што имаме. Државата покажува одговорност во насока на решавање на проблемите на граѓаните. Ние како држава не можеме да оставиме општината да тоне во рамки на проблемите кои што си ги создала сама. Ние мора да решиме соодветно и да одговориме соодветно на овие предизвици. Поради тоа, државата донесе одлука да се прогласи кризна состојба пред неколку часа. Како што гледате моментално, јас не сум дома со семејството, туку сум овде со гостиварчани и пробувам да најдеме решение како најбрзо што може да го отклониме проблемот кој што ние настанат поради несовесно работење на одредени лица кои што на локално ниво требало да се работат работата, а нажалост не ја работат. Сега, кога ќе имаме ние вода за соодветна употреба, сега да одговорам не можам. И нити сум ги лажал, нити ќе ги лажам македонците, албанците, турците, власите, ромите, сите останати македонски граѓани. Кога ќе имам информација, тогаш ќе ја соопштам на јавноста. Во овој момент експертите работат на терен, односно оние лица кои што можевме да ги ангажираме, а се во експертско ниво во рамки на градот Скопје ги ангажиравме уште веднаш штом се прогласи кризната состојба согласно законските овластувања кои што ги имаме, ги упативме да дојдат во општина Гостивар и веќе работат на терен. Штом имам јас информацијата, ќе имате и вие, ќе соопштиме со вас. И во однос на тоа што треба да се направи како чекори од аспект на решавање на овој проблем и во однос на тоа колку време би ни требало за да навистина на крајот дојдеме до вода како што треба да дојдеме. Во секој случај и да имаме информација колку време би ни требало, никогаш нема да ги информираме граѓаните да почнат да употребуваат вода нити за техничка, нити за пиење, се додека не се изврши влабинска контрола, повторна контрола на примероците и на мострите, кои што ќе потврдат, експерти ќе потврдат дека истата е нормална за да може да користат граѓаните на општина Гостивар. Кој ќе раководи со метод да го превземе организиран криминал и дали имате информации кој бил надзорник на водоводот на Гостивар, кој подпишал да се Секој еден предмет каде што ќе се утврдат законски надлежности на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција е должно да го превземе во рамки на свое постапување. Тоа е нивна надлежност и нивна одлука, доколку утврдат дека постојат такви елементи и во овој случај, а во однос на останатото прашање, нажалост, во овој момент не би можел да споделам такви информации. Се надевам дека истото би го
би го сториле кога би имали услови за да го направиме. Кој ќе води само водовод сега? Се знае? Пак ќе повторам. Владата донесе одлука каква што донесе пред 3-4 часа. Заради тоа што општината не си ја водела работата така како што требало да се ја води, ја најпросто кажано. Да водела, немало владата да донесе таква одлука и немаше да сме на ова дереđа на кој што сме сега. Дозволете да ја утврдиме фактичката состојба таква како што е во овој момент, да кажат експертите што треба точно да се направи, ако знаеле ќе го направеле, немало да се доведеме во оваа ситуација, да видиме што треба да направи. Јас сум сепак правник, не сум експерт по водоснабдителни системи, како се ставаат во функција и дали треба да се хиперхлорира или да се прави нешто друго. Да видиме што точно треба да се направи, штом ги имам јас информациите како председател на управувачки комитет, а треба да ги имам во теков на денешниот ден, ќе ги споделим и со јавноста. Во текот на утрешниот ден најдоцна сигурно. Но сепак да оставиме да експертите си ја сработат работата што треба да се сработат.